Драги гледачи, гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е градоначалникот на општина Крушево, Томе Христовски, со кој што ќе поразговараме околу туристичката сезона која што ова година ќе понуди Крушево. Господин Христовски, пред се добре дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добро ве најдов, благодарам на поканата и ќе зборуваме за нашето Крушево. Токму така, за еден од најубавите градови во Македонија, морам да кажам. Темата, како што најавивме, ќе биде туризмот и она што Крушево може да им го понуди на туристите. Според најновата информација што вчера ја објавивте официјално е дека конечно добивме потврда дека ќе се одржи светското првенство во змејарство во Крушево од 17 до 31 јули оваа година. Одлична информација не само за Крушево, туку и за целата наша држава, затоа што се афирмира како една атрактивна дестинација за овој спорт. Да, морам првин да најавам дека Крушево останува на светската мапа за одржување на меѓународни надпревари, меѓутоа и на национални надпревари во параглајдерство и змејарство. Остануваме посветени, работиме и го променуваме Крушево. Вреди да се инвестира, затоа ни се случи изминатиот период, кажав и на социјалните мрежи, дека во изминатиот период од 3 години ни се случија 2 светски првенства и едно европско првенство за змејарство. Во тек се подготовките за светското првенство годинава за змејарство, што значи големи настани во рок од 3 години се случуваат во Крушево. А тоа значи поголема промоција, повеќе туристи и секако повеќе туристичка такса во општинската каса. Нормално така, светското првенство во змејарство ќе донесе и голем број посетители, значи колку се планира да дојдат надпреварувачи и од кои држави? Ако зборуваме паралела 2019 година, имавме 49 земји учеснички со околу 150 надпреварувачи, признати надпреварувачи. Оваа година не очекувам таа бројка, меѓутоа 70% од таа бројка да присуствува во Крушево, меѓутоа покрај нив има луѓе кои го организираат настанот, подготовките кои се организираат, следачи, гледачи, оние кои пројавуваат интерес да го следат настанот, што значи Крушево ќе живее со светското првенство. В 2019 мислам дека над 2000 посетители буквално целиот свет имаше, дури немаше место каде да се сместат во Крушево. Имаше околу 2500 посетители, Крушево живееше локалната економија пред се, меѓутоа живееше и градот како некогаш. Токму така, како што кажа дека освен змејарството, еден од воздухопловните спортови кој што стана заштитен бренд на Крушево е и параглајдерството, кое што веќе неколку години е една од главните носечки гранки на туризмот во текот на летната сезона. Што со параглајдерството оваа година? Во доминатата година, допред коронавирусот и пандемијата, светската пандемија која нас зафати сите, имавме 7 меѓународни надпревари и неколку индивидуални национални првенства и индивидуални првенства. Имавме 7 надпревари во кои учествува англиското државно првенство се случуваше во Крушево, германско, чешко, словачко, словенско, Нордик Опен, холандското, украинското, руското првенство. Значи Крушево е меѓу 5 дестинации за овој вид на спорт. На овој вид на спортови, авантуристичките спортови ги прошируваме преку други содржини, се со цел да ги задржиме туристите, посетителите ден повеќе во Крушево. Ден повеќе во Крушево значи уште повеќе за заживување на локалната економија. Оваа година од сите овие првенства странски во параглайдинг што се одржуваат, колку од нив ќе се одржат? Па до сега најавен ексклузивно, сега најавувам дека при контакти со Светска федерација покрај подготовките за светското првенство кои ќе се случуваат и за време на одржувањето на светското првенство, тоа ќе биде од 17 до 31 јули ова година. Пред тоа и после тоа најавен е најголемиот производител на падобрани во Крушево, каде што со својата екипа ќе присуствуваат околу 3 месеци во Крушево за проверки, подготовки и тест на пилоти и падобрани во Крушево. Джин, најголемиот производител, и тој најави дека и ќе инвестира во Крушево, каде што ќе ги прошируваме содржините на овој вид авантуристички туризам. Потоа ќе биде норвешкото првенство во Крушево, Озон Опен, каде што исто така се пријавуваат повеќе земји учеснички, што значи ќе биде барем 60% помалку од она каде што беше во 2019 година. Меѓутоа повторно Крушево ќе живее со овој вид на спорт и туризам.
Зошто токму Крушево го одбираат параглайдеристите од целиот свет? Што е она што ги привлекува тука? Тоа е ради временските услови, инфраструктурата која се гради и која имаме постојната во подножјето, да речеме, Кривогаштан и Прилеп Битола. Потоа на самото полетиште ние поставивме двојно поголема вештачка трева заради одржување на онака како што треба да се одржуваат едни меѓународни првенства. Во моментот, односно во текот на вчерашниот ден, започнавме со изградба на контролна кула за одржување на овие надпревари заради нивно безбедно и нормално одвивање на надпреварите. Меѓутоа и ради лошите временски услови, ако се случат, да можат луѓето да влезат во тој објект. Зборуваме за стартната рамнина на Мечкин камен. Да, на Мечкин камен. Освен оваа стартна рамнина, дали се размислува за изградба на нови стартови во Крушево, затоа што да се надеваме сите дека пандемијата оваа година ќе биде последна и повторно ќе се вратиме во на старо светло кога илјадници параглайдеристи од целиот свет повторно ќе доаѓаат во Крушево. Да, паралелно на тоа, заради неспречување на одржување на некои индивидуални настани, каде што може да учествуваат и некои волонтери, да речеме, почетници, ние работиме и паралелно на други стартови, кои ќе бидат малце пооддалечени од постојниот старт ради нормално и безбедно. Знаеме дека се случија неколку грешки во 2017-2018 година и што не чинеа, односно ги чинеше параглайдеристите и живот. Изгубени се 6 човечки животи. Ние сакаме тоа да го направиме побезбедно ради нив, побезбедно ради сите нас и побезбедно и сето тоа да рефлектира со добро, да се пренесува добриот збор и дека ние сме подготвени инфраструктурно за одржување на нормално, безбедно одвивање на сите настани во Крушево. Како што кажаме, Крушево во однос на параглайдерството е една од 5 топ светски дестинации. Оваа година, рекоме, можеби ќе дојдат помалку за разлика од 2019 година. Дали имате опција како да се привлечат другите туристи за да се исполнат капацитетите ова лето? Да, ние во овој период работиме и претходно во тој мртов период, така можем слободно да кажем, работевме на изработка на проекти. Пристап до Мечкин камен со проширување на таа делница, веќе изработиме проекти, паркинг простор каде што нема да биде само на одржување на првенството на еден гол рид да се случува, придружни содржини, велосипедска патека околу него, меѓутоа сето за сите овие проекти ни требаат финансиски средства. Единствено ние како мала општина и со скромен буџет сме насочени единствено кон фондовите, како на нашата држава, така и на европските и други фондови. И чекаме секој повик кој би се објавил да аплицираме, имаме готови проекти за да може сето тоа да се имплементира. Ние за паркингот долу на самото полетиште, првата фаза со Република Албанија ни е добиен проектот, чекаме втора фаза каде што може да се спроведи сето тоа, се работи за проектот околу 700.000 евра. Исто ексклузивно го најавува. Тоа зборувам исто кај Мечкин камен полет. Да, кај Мечкин камен. Тоа е одлична информација. Кога станува збор за странските туристи, освен параглайдеристите, Крушево го посетуваат и други странски гости. Дали се преговара со некакви тури оператори затоа што веќе се отвораат границите и друга таргет група од странство да почне да се носи во Крушево како туристички посетители? Преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот веќе остваривме средба со неколку тур оператори во Крушево, како сето тоа да се промовира, да дојдат се повеќе гости и туристи, како да биде исполнетост на сместувачките капацитети поголема, како би живееле ресторанските услуги во градот, како сето тоа да се подобри. Имаше голем интерес, меѓутоа пандемијата не спречи да се сето тоа продлабочи и да се доаѓа во Крушево. Ние покрај тоа работиме паралелно исто така со хотел Панорама, спа, all сезон. Работиме на содржини, каде што ќе привлечат дополнителен број на гости, туристи, спортисти и посетители во Крушево и заедно со швајцарска амбасада ние ќе обележиме во наредниот период уште 40 до 50 километарски патеки за велосипедисти, маунтин байкинг патеки, каде што ќе присуствува и светскиот првак по маунтин байкинг во Крушево. И исто така ги проширува инвеститорот, односно Панорама Спа ги проширува своите капацитети на самите ски терени, се подновуваат самите ски терени покрај зиба и за волето, со тие троцикли, еве ќе се гради авантуристичкиот парк при крај негде неговата изработка, сака во иднина и зиплайн да се спроведи таму, што значи Крушево ќе живее и во сите други 4 сезони.
Каде ќе бидат тие авантуристичкиот парк изградени и зиплайнер? Авантуристичкиот парк ќе биде на самите ски патеки, покрај ски патеките во боровата шума и тука ќе биде, нема да има сечење на секако на дрвата, тука ќе биде на нив поставено сето тоа. Во моментов се гради исто така обиколница, односно пристапен пат до самите објекти таму и самите содржини, каде што ќе биде уште полесно и побезбедно и луѓето можат да се паркираат до самото место горе, до станич. Исто така продадовме 7 капацитети на ски терените, ќе се градат објекти, деловни објекти, каде што ќе бидат услужни содржини за сите оние што не посетуваат. Покрај во градот ќе има и горе, значи. Обиколницата е од порта, место викано порта, од бензинската Мак Петрол до самите ски терени. Веќе е тампонирана и чека да се асфалтира. Кога станува збор за ски терените станите, знаеме дека се едни од постарите во Македонија. Стазите се за почетници, ски лифтовите се стари со децени. Дали се најавува тука некои нови инвестиции на тој стран? Знаеме, поради временските услови и промената на климатските промени пред се што ни се случуваат и нас како држава, знаеме дека снегот оди на повисоките висини, односно на повисоките места. Ние го припремаме, бараме алтернативен начин како да заживее тој центар. И сето тоа да привлечи се поголем број на гости. Доколку не ни се случи снег да врни, ние сме спремни за овие работи, за авантуристичките паркови, пристапен пак таму, сепак има велосипедски патеки, планинарење ќе има таму, значи ќе има и алтернативни содржини покрај снегот. Веќе постојните патеки се направени за скиење, се очекува само снегот да падне и мислам дека ќе има снег на тие патеки, но повторно ќе кажам дека и тие се истите обновени, а да се направат нови алтернативни патеки за скиење, треба да се сечи шума што не би дозволиле. Ние како општина, јас сепак како граѓанин на Крушево, да се сечи шума не е дозволено таму. Единствено имаме идеен проект на Мусица, каде на 1800 метри е планирано повеќе ски лифтови, да речеме жичари, пристапен пат, имаме инфраструктура, имаме струја таму. Чекаме само некој стопанственик да пројави интерес за да сето тоа се изгради. За разлика од минатите години, сега имаме инфраструктура до таму. Додека беше во минатото пуста желба да се изгради Мусица, што значи голем удел има во Крушево на развивање на локалната економија на туризмот, немавме никаков пат. Со до изградбата на манастирот Свети Преображение се направи пристапен пат до самиот врв таму и уште 2 километри до самиот врв на Мусица треба да се доизгради патот за да можат овие содржини да се изградат таму. До сега немаме потенцијален инвеститор, само некој пројави интерес да се види врвот. Очекуваме да пројави некој интерес за да се закупи тој дел, за да се направат сите овие содржини што ги најави. Во Крушево имаме и 2 викенд зони кои што се започнати да се градат. Едната е покрај самото езеро. Минатата година направивте инфраструктура, асфалтирање на улиците, изградба на тротоари и една зона која што е на самиот врв, каде што е оној познат крст на Тоше, на местноста Вршник. Што се случува со тие туристички области? За индустријската, не индустријска зона, туку таа е хотелска и домување, за домување таа едната викенд зона. Викенд зона е таа кај езерото. Ние стана доста атрактивна откако ние го асфалтиравме пристапниот пат до спортските терени, до самата зона и пројавија веќе интерес да градат истиве лица, и правни лица и физички лица да пројавија интерес да градат. Наша должност е да изградиме инфраструктура, канализација, водовод и да однесиме струја до местото за да може да се сето да се гради. Однесовме до таму електрична енергија и водовод, уште канализацијата мислам дека уште 60 на метри треба да се доизработи за да почне сето тоа да се гради. Додека на Вршник горе, не знам, тоа беше во претходниот мандат изградено, до сега никој нема пројавено интерес ниту да гради, ниту да инвестира. Таму се земени парцелите, купени се околу 21 парцела, меѓутоа се уште никој нема, затоа што нема се уште вода за пиење таму. Ние како град се соочуваме со недостиг на вода и таму воопшто нема вода за пиење. И тешко е снабдувањето до тој дел. Кога спомнавте водата, таа е еден од основните услови за развој на туризмот. Не само Крушево,
Знаеме дека во текот на летните месеци Прилеп и сите останати градови кои што се поврзани на регионалниот водовод Студенчица, доколку падне издачноста на изворот, се соочуваме со проблеми. Исто и Крушево. Како се планира година да се надмине оваа ситуација, затоа што потешкотијата пак е вас е тоа што од подножието на планината до самиот град ја качувате со пумпи, што водата ја прави многу поскапа за разлика од останатите општини околу. По наши информации дека главниот доток на Студенчица, самиот издашност се намалува се текот на годините и кажам ние дека ние треба сме должни да бараме алтернативни извори на водоснабдување во градот и во општината. Ние во моментов работиме на изработка на проекти и веќе имаме средства обезбедено преку владата наша за дозафаќање на извори за вода за пиење и не само за нас, туку и за индустријската зона и онај дел во населените места и селата. Веќе тој проект е изработен, изготвен, избран е изведувач и надзор. Во текот на наредните денови ќе се имплементира проектот со тоа што ќе се дозафатат изворите кај Свети Спас изворите, ќе се воведат до најблискиот извор, односно резервоар за вода, додека се соочуваме ние со проблем, за разлика од тука ќе се соочуваме со проблем за водоснабдување во градот Крушево, каде што имаме недостиг на вода, односно каде од село Норово на 250 метри се спумпува вода до 1400 метри за да дојде до нас до Крушево. Затоа сакавме и пројавивме интерес до владата, односно испративме барање, ургенции и неколку други известувања дека се наоѓаме во многу лоша ситуација и состојба покрај тоа што се соочува со финансиска криза комуналното претпријатие за дозафаќање. Проблемот беше за дозафаќање на изворите горе во Сланско. Македонски Брод, општината Македонски Брод не сака да ни ги даде тие извори, тие ги користат во Сланско и во Македонски Брод. Меѓутоа нас ни треба вода за пиење, кога сакаме да развиваме туризам, ни се неопходни за употреба тие извори. И ќе бараме до владата и до институциите да ни дозволат барем дел од нив, ако не целосно, барем дел од нив со што би се намалила загубата на вода и ќе бараме алтернатива. Градоначалник, минатата година беше навистина тешка година за туристичкиот сектор во целата наша држава, буквално целата планета. Пандемијата си го зададе својот удар. Делот на буџетска дупка и кај угостителите, и кај издавачите на соби и во општината се потполни со издавањето на ваучерите од страна на владата, но тоа не беше доволно. Дали оваа година имате план како да ги привлечете домашните туристи со тоа што гледаме полека се отвораат границите? Минатата година и се уште трае финансиската криза покрај пандемијата, здравствената криза, трае финансиската криза кај угостителите, давачите на услуги, рестораните, хотелите во Крушево. Минатата година мислам дека се ублажи тој удар со тоа што се насочивме кон привлекување на домашни туристи. Затоа што знаеме дека границите беа затворени. Оваа година постепено се отвараат границите, почнуваат надпреварите, веќе ќе доаѓаат гости, повторно ќе имаме криза, меѓутоа тој удар ќе се намали кон нив и мислам дека ќе почне ќе заживее тој сектор. Дали имате средби со угостелите на соби и со хотелерите во Крушево да се даде некаква понуда, да се дадат пониски цени, затоа што кажав, границите полека се отвораат, а луѓето, како што знаеме, сакаат да излезат надвор границите, посебно кога една година веќе бевме затворени во своите домови. Да, имаше една добра иницијатива пред некој ден, кога директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот издаде предлог, односно на социјалните мрежи, да угостителите, ресторански услуги во туристичките места, хотелите дават попуст на здравствените работници. Покрај нив, тие ќе си ги доведат своите семејства и ќе имаат попуст, да речеме, доколку се согласат истите, од 10 до 20% символична некоја цена, затоа што тие се нашите херои во ова ново време, во ова нова војна, така да речем, и мислам дека ќе се привлечат голем број на туристи. Веќе неколку ресторани пројавија интерес на сето тоа, меѓутоа дополнително треба да се разговара со хотелите, како сето тоа би го направиле и како се со цел да се привлечат се поголем број на гости во овој мртов период, така да го наречем. Затоа што сите се уште се внимаваме, пазиме како се однесуваме, користиме се уште заштитни маски, генералната имунизација влија и на сите нас, ќе се ослободуваат како границите ќе се креват од соседите, така и на светско ниво ќе биде и мора Крушево повторно да заживее со туризмот. Немаме друга алтернатива, таму сме насочени и
мислам дека треба да го одиме тој пат. Крушево е познат и како град на музеите. Има 7 или 8, мислам дека музеи кои што 8 музеи кои што функционираат на ниво на град, но дел од нив се наоѓаат, ајде да кажам, во една незавидна состојба. Пример, главниот музеј што е посветен на Илинденското востание е затворен од 2015 година. Зошто не е отворен до денес? Ради проблеми со финансиските средства со кои се соочуваше установата долг временски период, поради недостиг на гости, дали недостиг тоа мора да признам и на промоција на музеите, на она што значи знаменитости во Крушево, недоволно сме распространети, иако сме град на историја, култура, традиција, меѓутоа недоволно се промовираме, јас мислам. Ние треба поагресивно да пристапиме кон тој дел, да се промовираме како повеќе ученици би доаѓале, еве постари пензионери, друг вид на туристи, како тие споменици повторно да бидат посетени во огромен бод. Тука е да речеме и на Мартиновски, еден од светските познати сликовни, мислам, академици. Тука е во Крушево, потоа ние Македониум, каде што е четврт споменик во светот прогласен со најспецифична градба. Во моментов сакам да кажам дека почнува нивната реконструкција, санација, она што беше запуштено долги години, пред се по наша иницијатива, затоа што мора рамномерно да се гради. Не значи само ако се изгради одреден пат и пристапен пат, знаменитостите да ги запоставиме. Значи мора рамномерно да се гради и да се обновува сето тоа што било некогаш изградено. Се јавија дури одредени шпекулации дека намерно не сака да се направи државата музеот на ВМРО, односно музеот на Илинденското востание, каде што се спомнува дел од нашата историја поради договорот со Бугарија. Дали има вистина во сето тоа? Нема, по мои информации нема вистина. Иако тоа се работи за централно ниво, јас сум на локално ниво, меѓутоа во она што се работи за комуникација меѓу Министерството за култура и локална самоуправа, одлично комуницираме и мислам дека се гради по приоритети. Не можете вие Македониум да го запоставите, најпосетен споменик во светот што се вика, и спомен обележето на Тодор Проевски, каде што огромен број на фанови доаѓаат во Крушево, и сега сите се многу битни, важни музеи. Меѓутоа има некои приоритети, редослед на одржување. Финансиите се тие. Сега ние треба добро да ги... Финансиите се малку, знаеме дека се случува и во Македониумот, еден од најзначајните наши споменици, да од витражите капи вода внатре во самиот споменик. Музеот на народно-слободителната борба е исто така во една незавидна состојба. Покриво течи, не е отворен постојано, поставката е запоставена. Во моментов се реконструира Македониум, веќе подот е реконструиран, саниран, се работи сега на проект на витражите. Повторно ќе има реконструкција на витражите и нареден објект кој ќе биде обновен, односно музеј ќе биде музеот на нов, потоа ќе биде на Илинденското востание. Кога се очекува, дали ова година за 2 август би можеле да го имаме музеот на Илинденското востание? Не верувам дека ова година ќе стигнеме, затоа што се работи во моментов на Македониум. И напоредно се распишуваат веќе тендерите и јавните набавки за нов. Тие дни се горе на споменичната целина, потоа ќе одиме редоследно на музеот на Илинден, Илинденското востание. Кога го спомнав Илинден, тој е еден од најзначајните наши празници, не само за Крушево, но целата наша држава се одржуваат голем број манифестации. Кои манифестации, освен 10 дена Крушевска република, може да се очекуваат ова лето во Крушево во однос на културата, во однос на спортот? Знаеме дека со пандемијата ништо не може да се предвиди, но дали веќе имате направено некаков план? Да, имаме веќе правено интерес, имаме од страна на Пливачката федерација дека ќе имаме втора година поред државно првенство во пливање на Вештачкото езеро. Потоа сакаме джез фестивалот кој се одржуваше во Скопје да дојде во Крушево. Сме во преговори, при крај се завршуваме со преговорите. Мислам дека ќе биде во Крушево одржувањето. Потоа ќе биде манифестацијата 10 дена Крушевска република, каде што знаеме во тие 10 дена имаме бројни содржини. Тука ни се конјаницата која доаѓа од Скопје, потоа денот на отварањето на Илинденското востание со разни културни и други граѓани, мислам културни музички настапи на познати лица. Не можам да откриам се уште затоа што не знаеме уште пандемијата, редоследот, како здравствените протоколи тоа ќе ни го дозволат. Во моментов преговараме со Венин Крушево,
каде што ентузијасти од Крушево го организира одлично тој настан и каде што тој настан донесе за еден викенд околу 2000 посетители. Ќе продолжи ова година фестивал? За да се привлечат туристи потребна е инфраструктура. Се најуваше реконструкција на двата главни патни правци од Демирхисар до Крушево и од Крушево до Кривогаштани. Што се случува на тој план? Машинскиот факултет и сообраќајниот факултет во Скопје работат на отклонување на повеќе грешки на тие патни правци. Проектите се изработени, меѓутоа има забелешки и од Европска инвестициона банка и од Градежниот факултет во Скопје. Мислам дека се при крај со забелешките, меѓутоа за тој период ние градиме транзитната улица во Крушево, главната улица во Крушево, која од спомен обележето на Тодор Проевски до самиот влез на Крушево. Јас морам да кажам и да најавам, ако сакаме да развиваме туризам, туристичко место да биде Крушево, мора да имаме брзи и проводни патишта. И еве за крај, знаеме дека пандемијата веќе при крај, барем според бројките што ги добиваме од здравствените институции. Каква е состојбата на овој план во Крушево? Дали е веќе на еден начин безбедно да се чувствуваат туристите и да дојдат да го посетат градот? Да, во моментов можам да кажем слободно дека е безбедно во Крушево. Имаме содржини кои би ги понудиле на туристите, каде што сето тоа би било добро по нивната безбедност, планинарење, шетање, посетување знаменитости, отворени настани, каде што можат сами да си организираат, да го посетуваат, да посетуваат знаменитости и слично. Хотелите исто така работат по протоколи. Сме перманентно секој ден во комуникација нивна и до сега мислам дека е стагнирана пандемијата во Крушево и со самата имунизација дојдовме до бројка да еве од вчера по мои сознанија дојдовме до 40 години да ги вакцинираат во регионалниот во Битола граѓаните. Колкава е степенот на имунизација? Степенот на имунизација околу 60% до сега. Мислам дека таа бројка ќе се зголемува во наредниот период. Како што доаѓа вакцини и како што има можност, оди добро и одлично. Не добро, одлично оди во тој поглед. Началник, ви благодарам за разговорот. Да се надеваме дека и оваа сезона Крушево ќе има една одлична година кога станува збор за туризмот и дека ќе се привлечат што е можно повеќе и странски и домашни туристи. Ви благодараме на вас и ќе продолжиме да работиме во интерес на нашето Крушево, на наша промоција, да привлечеме се поголем број на гости и туристи. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со гранчалникот на Крушево Томе Христоски. И еве, ако не знаете каде е овој викенд или ова лето, Крушево е навистина една прекрасна дестинација која што треба да ја одберете.